Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Наставата со физичко присуство во тетовските училишта според протоколите ќе биде отежнато. Советот на општина Гостивар ја одржа првата седница со физичко присуство од почетокот на пандемијата. Поголем број на вработувања во општина Гостивар од предвиденото. Започнуваме со првата вест. Училиштата ги започнаа подготовките за новата учебна година. Голем дел од нив имаат голем број ученици. По одвивањето на наставата со физичко присуство според протоколите ќе биде отежнато. Со таков проблем се соочува основното училиште Илирија од Тетово, каде што учат повеќе од 1200 ученика, а дополнително голем интересот за упис во прво оделение. За основното училиште Илирија од Тетово, кое се наоѓа во централното градско подрачје, има голем интерес за упис на прводеленци. Пријавени се 30 на деца во македонските и 100 во албанските паралелки. Директорката Самија Лили вели дека дополнително проблем е што најголемиот дел од оделенијата имаат над 30 ученици, со што се поставува прашањето дали ќе има доволно простор, доколку се поделат во групи според протоколот за новата учебна година. Ако се мисли од прво до трето, мислим дека до некаде ќе има услови, но ќе биде многу тешко, бидејќи е голем број на учениците, крајниот број е до 20 максимум во една група, а толков простор не знам дали имаме за тоа. Најмалата паралелка е од 10 ученици, а најголемата до 38 ученици. Повеќе имам со 30 и нагоре ученици. Сите се делени до 90 и повеќе групи ми дошле до сега. А Лили вели дека согласно протоколите за заштита училиштето се подготвува за новата учебна година. Се врши целосна дезинфекција на просториите и за сега има доволни количини дезинфекциони средства. Моментално ги набавува училиштето. Понатамо ќе бараме, ако немаме ќе бараме и по другите, и од Министерство, и од влада, и од се. Протоколот за безбедно одвивање на образовниот процес меѓу другото предвидува дека родителот е должен секој ден пред поаѓање на училиште да му мери телесна температура на детето. Наставата во училница да се изведува со најмногу до 20 ученици и обезбедено физичко растојание од 1,5 метар. Новата учебна година ќе започне со 1 месец за доцнување. Владата го задолжи Министерството за образование и наука да го промени календарот за учебната 2020-2021 година, со што наставниот процес наместо на 1 септември треба да започне на 1 октомври. Од Сојузот на средношколци нема да ги откажат протестите најавени за 31 август и покрај тоа што почетокот на учебната година ќе биде одложена за 1 месец, што беше едно од нивните барања. Ние остануваме на кај протестот у понеделник, иако што владата вчера изјавил дека ќе има че учебната година ќе започне од 1 октомври. Мора да кажем дека нашиот предлог беше помеѓу во средбата со владата у петок што го имавме. Нашиот предлог беше учебната година да започне у 1 октомври за да му дадеме време на надлежните и институциите да се подготвуваат за комбиниран модел на наставата. Сега ќе протестирате во понеделник сепак? Да. Останува процесот за понеделник за да ги бараме другите барања што ги имаме за децентрализиран пристап на одлуката, за комбинирана настава, за физичко присуство за учениците што доаѓаат од стручните училишта да го направат праксата со физичко присуство и овие се нашите други барања што ги имаме.
Со маски, дезинфицирање на раце, проречување на столчињата и пауза за проветрување. Денес Советот на општина Гостивар ја одржа првата седница со физичко присуство од почетокот на пандемијата. По неколку месеци онлайн заседавање, Советот на Гостивар денес повторно се собра во општинската сала и одржа седница со физичко присуство. Дојдоа 29 советници, се подразместија во седењето заради дистанца. Задолжително беше носењето на маски и дезинфекција, а беше дадена и пауза за проветрување на просторијата. На дневен ред се најдоа 20 на точки од областа на финансии, урбанизам, образование и друго. Советниците го усвоија извештајот за буџетот за вториот квартал, кој ги опфаќа месеците најпогодени од ковид пандемијата, кога имаше карантини, полициски час и угостителите не работеа. Само собствените приходи на основниот буџет во 2020 се за 35,5% пониски од собствените приходи на основниот буџет од минатата година за период од 1 јануари до 30 јуни. Или во проценти, значи ако навлеземе малце во повеќе во детали, тоа значи дека имаме над 40 милиони денари во сума помалце приходи во овој период што го спомнувам. Тие недостаток или намалување на приходите се заснуваат најмногу на намалени приходи по неданошни приходи или значи комунални такси, најголем процент, и во сума, значи тука спаѓа околу 25 милиони денари намалени приходи. Советниците на денешната седница изгласаа одлука за финансиска поддршка на музичкиот фестивал Парк во висина од 230.000 денари. Фестивалот ќе се одржува од 3 до 6 септември на отворено, на локација во градскиот парк. Поради состојбите со коронавирусот ќе настапуваат само домашни музичари. Советот даде зелено светло и на одлуката за формирање на нова градинка во состав на јавната установа Детска радост, што се наоѓа во дел на објектот на основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Долна Бањица. Исто така беа усвоени и одлуки врзани со функционирањето и работата на јавните претпријатија Паркензи и Зеленило и Гостиварски комуналец. Наместо 45, како што првично се предвидуваше, во општина Гостивар годинава ќе се овозможат 58 нови вработувања. И следната година се дава простор за нови административци, како и за напредувања. Од општината велат дека кандидатите ќе се бираат строго според професионализмот и стручноста. Изменете и дополнете планот за вработување на општина Гостивар за оваа година. Наместо првичните 45 се вработуваат 58 лица. Нови административци добиваат повеќе сектори и одделенија, а значителен дел од вработувањата се во противпожарната единица. Од локалната самоуправа објаснуваат дека потребата за промени произлегла од актуелните состојби со изборите и коронавирусот. Поради тоа што беа изборите, значи беа предвидени во 12 април, и после пандемијата и ние не можевме да ја освоиме. Во меѓувреме, значи ние имаме една друга состојба што мораме ние да надополниме со работници, поготово во противпожарната единица тамо што имаме 5-6 луѓе што ја имат оставена работата. Мора не да ги надополниме тие места, и овде во нашата општина има 20 луѓе што одат на пензија, а се во места кај мора да бидат пополнети. Значи ова беше. Подготвен и усвоен е и планот за вработувањата во општината за 2021 година. И до година се остава простор за нови административци, како и за унапредувања. Секретарот Јусуфи вели дека одлуките ќе се носат строго според професионализмот и стручноста на кадарот. И тука се предвидени некои места кои треба да бидат за 2021 година исполнети во општина. Значи во една нова карактеристика во вработување, значи нема деградирање на работници, туку само авансирање, и тоа не ниту во партиска линија, ниту во национална линија, туку само во професионална и работна линија. Актуелно во општината се вработени 132 лица, од кои 102 се албанци, 22 македонци, 6 турци и 2 роми. Се подготвува четвртиот владин сет мерки за пензионерите, невработените, самохраните родители, објави техничкиот премиер Оливер Спасовски.
Преку трите сета економски мерки за засегнатите групи граѓани и млади и за погодените сектори, туризмот и угостителството. Поделени се домашни платежни картички за купување македонски производи и ваучери за домашен туризам. За бизнисите овозможени се бескаматни кредитни линии. Се подготвува четвртиот сет мерки, со кој што ќе биде проширен опфатот на граѓани и бизниси кои што ќе добијат финансиска поддршка од државата. Веднаш после формирањето на владата ќе биде за пензионерите кои што имаат пензија до 15.000 денари, за невработените, односно не активни баратели на работа и за самохраните родители да добијат домашни платежни картички. Голем дел од тетовци кои ги анкетиравме не биле и не планираа да заминат на годишен одмор. Стравот од коронавирусот и финансиските последици се најголемите причини поради кои граѓаните решиле ова лето да остана дома. Највише коронавирусот, па и годинките се. Финансиски не е баш така, ама години е, старост. Финансиски причини, корона нормално. Тешко. Пензионер сум со мала пензија, не се стига, излагаат други работи, здравствени, давачки, големи, стандардот е никаков. Уште се плашам, да. Никогаш во живот не сум бил. Каде на летен одмор? Од каде? Јас сум пензионер. Земам и тоа не ми е пензија, него вака од помош што го даваат. За одмор нема. Одмор нема. Сега се бориме за опстанок. Одмор нема. Тоа да му е јасно на секого го гледате како е ситуацијава сега со ова коронавирус, многу лошо ние. И така се снаоѓаме да опстанеме живи, па прво да бидеме здрави и живи сите, а после ќе видиме. А одмор нема. Сега економијата ни паднала на нула и така, што да речем. Денес во тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу со војна свеченост единиците од гарнизонот Тетово го одбележаа 27 август, денот на 3-тиот пешадиски батаљон. Свеченоста за денот на единицата беше организирана во согласно со протоколите и со почитување на мерките, но и препораките за заштита од COVID-19 и без присуство на цивилни гости, пријатели на тетовската касарна, кои во минатите години секогаш биле дел од армиските свечености. На свеченоста присуствуваше командантот на првата пешадиска бригада, полковник Бесник Емини, кој во својот пригоден говор им го честиташе денот на единицата на сите припадници. Покрај командантот, на свеченоста присуствува и командантите на останатите единици на армијата и поранешни команданти на единицата, кои со своето присуство го збогатија војнастан. По повод денот на единицата, командантот на 3-та пешадиска бригада, подполковник Изере Јупи, во своето обраќање истакна: денес одбележуваме уште еден ден во вековната борба и стремежите на многу генерации за слободна и независна држава, а денешната свеченост е уште една можност да се потсетиме на нашите славни предци и нивните херојски дела. По повод неодамнешното одликување на батаљонот со орден за војни заслуги, командантот на касарната Јупи истакна: патот успехот е сигурен само кога зад себе имате професионален, вреден, чесен и лојален тим. Чест и задоволството му припаѓа на 3-тиот пешадиски батаљон, што има таков состав, а среќата и привилегијата на раководителот, командантот кој раководи со таков тим, при што не представува поголема потешкотија да го достигне успехот. На свеченоста беа интонирани државната химна, химната на армијата и химната на НАТО, а по повод денот на единицата беа доделени голем број на стимулативни мерки, унапредени, наградени и пофалени се старешини и војници. 102 лица вчера биле казнети за неносење заштитна маска. Во полицискиот бюлтен евидентиран случај на семејно насилство, физички напад и опожарено возило.
Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на СВР Тетово за неносење заштитни маски на вкупно 102 лица, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. 64 лица во Тетово и 38 во Гостивар. Во овој период на 24 лица во Тетовско и 22 во Гостиварско, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лицата со вакви решенија било утврдено дека едно лице во Гостиварско не го почитувало решението за изолација. Денеска околу 5 часот во Тетовско Старо село, вршејќи редовни активности, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Рогачево затекнале и привеле 2 лица, според нивното кажување од Палестина, кои не поседувале никакви документи за идентификација. Двете лица донесени се и задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 60-годишна тетовка вчера во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот 65-годишен сопруг подолго време психички ја малтретирал и се заканувал по животот и во алкохолизирана состојба се обидел физички да ја нападне. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 20-годишен жител на Тетовско село вчера во СВР Тетово пријавил дека дента во неговиот дом покуса вербална расправија пред најблиските кои ги разделиле. Физички бил нападнат од 40-годишниот Војко. Се расчистува и документира случајот и ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска околу 1 часот во СВР Тетово е пријавено дека на регионалниот пат Тетово-Јажинце во селото Глоѓи се запалило во движење патничко моторно возило Ford Fiesta со тетовски регистерски ознаки, што го управувал 19-годишникот Тетовско Доброште. Огнот пламнал во предниот дел пошто брзо се проширил и возилото целосно изгорело. Нема повредени лица, со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот бил локализиран. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада. Пријатно!